за музејот е огромна чест. Мене ми е многу драго што можам да ве поздравам од името на Музеот на современа уметност и од целиот тим, бидејќи денеска имаме исклучителна можност да слушнеме за уметноста од професорот Душан Перчинков, неговото повеќе од 6 децениско искуство во областа. Некако името на професорот секогаш ми се врзувало со овој музеј, како да постои некој знак еднаквост, бидејќи на некој начин и неговото завршување на студиите се покопува со формирањето на овој музеј. Професорот е еден од првите уметници од неговата генерација кои направиле репрезентативно представување на творештвото уште пред да биде изградена оваа зграда. Денеска ќе имаме особена можност да слушнеме повеќе за процесот, креативниот процес, особено во местото на концептот во тој некогаш линеарен, но некогаш и нелинеарен тек, бидејќи станува збор за нешто што органски се развива. Тоа професорот ќе го направи преку примери од светската историја на уметност, значајни модерни автори, меѓутоа и од класичните автори, каде што покажа дека некои концепти истрајуваат низ времето. Само накратко би кажал, иако претпоставам дека оваа публика која е составена од професори, поранешни студенти на професорот, актуелни студенти на повеќе факултети, колеги, уметници, знаат доволно за творештвото на професорот, иако многу често се случува да се прашуваат зошто неговото творештво можеби не е почесто присутно. Затоа постојат објаснувања во однос на ритмот и резултатите за кои професорот во даден момент одлучува дека е вистинско време. Ние се надеваме дека и ова предавање е резултат на една посебна ситуација во која е одлучено дека би требало професорот да се обрати на наше огромно задоволство. Професор ги завршува академијата во Белград во 63-та година, подоцна продолжува со специјалистичките студии во 66-та. Кога се враќа во Скопје, работи како наставник во училишта и како слободен уметник, се разбира. Значајно е тоа што големата самостојна изложба е 68-та година, пред формирањето пред отварањето на зградата. Исто значаен факт е дека тој е представник на југословенскиот павилјон, заедно со своите колеги Петар Хаџибошков и Томаш Шијак и други југословенски уметници на Венециското биенале 78-та година. Добитник е на наградата 11 октомври 69-та година беше наградата поставена. Професор на факултетот од неговото формирање во 80-та година, каде што работи се до своето пензионирање. Поминати се, морам да кажам, 20 години од неговата голема ретроспектива, која има организирана во Музеот на современа уметност во Скопје. И токму затоа, да не должиме многу со големо нетрпение, би сакал да му дадеме збор на професорот. Професоре, благодарам. Благодарам на Владимир за оваква најава, кај што почна со тоа да ме представува мене како автор. Иако веќе ме беше поверено да одредам темата на моје излагање денеска, одлучив повеќе да зборувам за некои сознанија и мои лични и поддржани од микрофонот поблиску, ако можете. Поблиску. Поддржани од информации од надвор, од историчари на уметност, од филозофи на уметност. Нешто
да зборувам повеќе за психологијата на творечкиот процес, за оној дел кога се формира концептот за уметничкото дело што треба да настане, односно за изразот на тоа дело. Сметам дека тоа во детали, во поопширни излагања, во дискусии со студентите на факултетот кај што работев, го додирнував, но не е можда овака расплетено како сега што можам да го согледам. Ако се спомне концепт, не е нешто измислено и ново тоа, постои во употреба тоа именување на еден дел од творечкиот процес, на оној што се бави со творештво. И во класичната уметност можда повеќе е присутно некакво именување што значи примена на одредени забелешки, скици, да се развие тоа постепено до концепт. Ако спомнеме концепт, не значи дека тоа е нешто затворено. Тој појам е постојано во некоја интеракција со представено на некоја графичка линија, а тоа ако го гледаме, лево, десно или почеток, крај, крема целта на концептот. Нешто што е во перманентна интерреакција. И тука се случува тоа да оди напред, па и да се враќа назад со додатни анализирања и констатации што полека ќе напреднат кон оформување на израз. Морам да го појачам овој поим израз на визуелниот израз. Ако кажам на визуелната концептот се однесува на визуелната конституција, на визуелната граматичка конституција. Ако кажам не израз, исказ, малку ми е вербален тој поим, јас сакам повеќе во ова излагање визуелно да ви приближам тоа што е визуелна граматика. Ако е само граматика, ќе треба многу вербално да објаснувам за тоа, не сум способен за тоа. Повеќе можам да го осветлам овој феномен на визуелен концепт. Како што реков, некако во средишниот дел на ова моје излагање е концептот. Лево и десно или почеток или крајот, ако го поврземе со овие два полуса лево-десно, почеток крај, тие елементи што се појавуваат, да речеме, на едната страна, кај што ќе треба да еволуира концептот во израз, и на самиот почеток, кај што додирнува нешто што е имагинација, овие три компоненти во формирање на концептот учествуваат постојано во некој меѓусебен интегративен процес, се надополнуваат, се оди напред, па се враќа назад и некогаш се оди и назад
понатаму у тој правец од имагинација. За да постои имагинација, мора да постои претходна некоја констатација на особа која завзела правец да се бави со уметност или не мора со уметност, со било што друго. Оти во свет треба да постои и некој основен двигател за да се случи тоа, што е имагинација или определба некаква професионална кон некоја област. Мора да се случи нешто друго, некој основен двигател што ако одиме многу далеку, ако се потправам во ова објаснување на некои своји искуства, ќе се вратам дури до основните 4 школски години од основното образование. Искрен да бидам едно искуство, одека да бидам посликовит, ќе го изнесам. Не бев многу одушевен од тој прв контакт со основната школа. Тоа беше одма после војната. Ја припаѓам на таа генерација што школува на македонски јазик. Толку беше тоа све несредено, една огромна маса пред школата од Кирил и Методи, во центарот тука на градот. Така да ме одбиваше тоа. Уште поодбивно стана кога почна таа настава и дојде некој предмет сметање, па можеше 1 и 1, 2, 2 и 2 се 4, лесно да се дојде до таков резултат кој беше зададен како задача. Ама ако требаше да се соберат 2 двоцифрени или уште полошо 2 троцифрени броја, тогај се плашев да не бидам покажан вака со прст од учителката. Имаше училницата најмалку 40, некојаш и повеќе може да беа, после ме разделија после известно време. Тогај стоите пред оваа задача. 40 пара очи гледаат во вас, 41 пар со очите на учителката. Збунети сте, не може да фатите почеток како тоа било израчунено, але уште кога ќе чуете седи, тоа го чувствувате како чекан поглава. Затоа ако се дадеше таква задача, клупата пред мене беше како купе од вагони, ја ќе се наведнев, само да не бидам повторно покажан тој што ќе треба да собирам троцифрени и троцифрени броји. Решив кој ќе дојде тој предмет сметање, ја да свртам околу школото и да... Ја мислам доволно слушаат. Да не сака да седи. Добро. Да бидам искрен, само се сеќавам некој убав октомвриски месец беше, за школата имаше некоја паркче мало изгорено кај црквата, кај што си легнев на клупата, гледам во небото, пребројав облачиња, ама чекав 2-3 сата да поминат, за да можам да се оправдам дека сум бил во школа, а всушност не сум бил. Тоа траеше се додека не дојде некој друг предмет.
кога ги регистрирате конструкциите за азбучните слова. Немаше тука многу зборување за задатокот, ова вака, онака се прави, одма сваќате што е тоа. Ова може да е интересно и лесно за мене. Првиот ред еднаш го направи, па ми се набрчка на крајот. Косите црти. И го сврте другиот лист и со многу точно одреден интервал на еднакво расстојание сите коси ги нареди. Потоа само ги спуштав по вертикала и добив една симетрична ситуација од коси линии еднакво распоредени скоро со еднаков интервал. Скрсти раците, дојде учителката, рече, он е глупо. И ми дојде наце душата, што се вика. Ова се тие први импулси, малку одолжив ја за ова моје бегство. Нормално е, сваќате некој друг, нешто може да прави повеќе од вас, а вие може да правите нешто што он не може да прави. И тога е вашето его, вашето ја подхрането и полека се усмерувате на таа линија, да може тоа и понатаму да иде и да се интересира до кај ќе дојде тоа. Па имаше после краснопис некој предмет, многу лесно и убаво ги пишував словата. Па пристанав и на математика Не толку да верзија на математика, не мислам беше тоа некој погрешен гест на наставници што имаше кадар после војната. Меѓутоа и во тој избран кадар што требаше да изведува настава, имаше прекрасни учителки, прекрасни наставници, без оглед колку беа школувани, а имаше и високо школувани кадри кои прават емисии телевизиски за се нешто, не му текнува никој да направи некоја емисија, баш да ги спомне тие професори од средно образование и од основно образование, кои стварно беа големи ентузијасти. Ја одлично ги правев тие вежби со цртање на конструкциите. Од денешен наглед, многу подоцна сум размислила, тоа е исто како Платон кога вика геометриски форми, извлечени со геометриски помагала, со шестар, со линија, круг, квадрат, триаголник, не се убави по тоа што нешто представува од надвор, од природата, него се сами по себе убави. Тоа е едно естетско чувство. Таа, ја можам само кажам, постојала некоја привлечност, далеко сум бил од естетско чувство. Имав одличен наставник, учител, кој ми ги собираше цртежите што ги правев. Почнав да правиме некои цртежи. Имаше и предмет цртање, и замислите, тој предмет цртање беше сведен да прецртате некоја илустрација од буква. Ја тоа го правев многу брзо и лесно. И тоа беше пак покажувано дека еве, јас сум завршил
порано, 1 плюс и од тој предмет понатаму. Тоа ќе евалуира понатаму и до некој степен на нешто што правите. Правите тоа со задоволство. Не ви е тешко, лесно е и сами сте. Никој не ве надгледува, никој не ви презентира проблем, него сами си го поставувате тој проблем, сами го решавате. Тоа мислам дека се основните двигатели според кој одредена личност завзема некој правец и ќе се ориентира во некоја област да стане професионалец. Ја не бев свесен ни дека правам творба. Не ми знаев што е тоа творба. Меѓутоа, далеко е од тоа да почнам да размислувам дека правам нешто што е уметност, додека не слушнам некој од страна да ми вика овој ќе биде уметник, знае да црта, знае да наслика нешто со бој. Така да многу подоцна почна да се формира сознанието за тоа што е уметност. Што е уметничка творба. Една препрека која тешко се совладува. Би треба некоја одредена помош. Имав за среќа уште еден наставник од осмолетка што дојде. Тој го прегледал целиот блок што се викава да работи. И рече само остани после часовите нешто ја да ти кажам за твојата работа. И ми рече, ти работиш многу, ама се пропастуваш. Јас не реков ништо, само очекував што е тоа што нема да ми штети толку, но тоа ја што го работам, да слушнам нешто. Рече, избери некој предмет и тебе што те интересира, што се убави во боја, убави се интересни во форма, постави ги и гледај тоа да го нацрташ или да го насликаш. Веќе добив некој задаток, следниот пат ми покажав еден цртеж, беше скица брзо направена и директни потези акварелна четка боја насликана една пет. Стариот мој пазар дојде го донесе тука у кујната до некој шкаф. Ја видовме сад, има време, а сега ќе го направам ово. Кога го виде наставникот, рече, еве, вака треба. И брзаше негде на испаѓање, се сеќавам, се поврати само и рече, не е важно што сликаш, важно е како ќе го насликаш тоа. Тоа како ме тераше многу пати да одам во музеот, во уметничката денешна галерија. И ми оставија сечаток некои мали пейсажи од Лазар Личеновски, Полиње. Ја тоа како го објаснив на свој начин. Ова е убаво, ми се допаѓа, осеќам, сум се движел низ оваков предел, сум се чувствувал пријатно, лево, десно, све тоа што сум го гледал и тука во неговите малецки формати на Полиње. Ама ако се доближев одблиску, ќе видев дека тоа е толку ноншалантно нафрлани потези од четка, а од подалечна дистанца гледам дека се тоа групации на
на шуми лево-десно разфрлани по житно поле. Така почна мојот контакт и со уметнички делот. Сваќам дека тоа може да биде не творба, него веќе именувана да биде таа творба, да е некоја уметничка интерпретација на нешто што е доживеано во врска со перцепирање на некој мотив од природата. Значи, дојдовме до малце одолжив, не знам ова колку е интересно, ама ја сакав само тие основните импулси што доваѓаат до нешто што после ќе биде имагинација, откако веќе ќе почнете да наблегувате во идентификација на тоа што е уметничко, почнав да размислувам повеќе за тоа како. Тоа е творба. Сега доаѓаме до ова што е темата, што можам да ја изнесам више и од овој и од ова моje искуство подалечно, оддалечено од тоа првичните тие искуства. Ама тие првични искуства, велам, се доближуваат до нешто што прво ќе биде како ќе прејде во имагинација, па ќе мора да го разјасните што е тоа имагинација. Имагинацијата не е нешто како и самиот концепт само од себе затворено во себе. Не постои такво нешто. Ево, во самом почеток би рекол, тоа е едно преплетување на повеќе фактори кои се движат кон целта на концептот да се оформи тоа во заокружување на нешто што ќе биде израз, односно идентификација на уметничко дело. Повеќе уметници потврдуваат дека имагинацијата не е нешто ново одредено. Еден сликар, а можда и вајар, не се сеќавам само на еден негов цитат. Имагинацијата е нешто што ме тера да го исфрлам од глава, ама не ми е јасно што е тоа. Меѓутоа морам тоа да го направам. А кога ќе се случи тоа, тврдоглаво настојувам да го реализирам тоа по еден психофизиолошки пат. Значи, употребувајќи ја мануелната срачност, да дојде до материализација на тоа духовното што исто, како што вика, сакам да го исфрлам од глава. Тука во таквите настојувања почнува да се формира она што го нарекле концепт. И тоа концептот ќе се формира не така брзо и не толку одредено кон својата цел. Ќе лута лево, десно, ќе прави можда и некои случајни испади, па ќе ги елиминира, ќе повлекува некои потези што ќе бидат повлечени со воодушевување, додека следниот ден
ќе констатира дека не е баш тоа. Некогаш ќе го осети напредок. Пак внесувам тука и некои своји искуства во тоа. Некогаш тоа иде многу брзо. Некогаш тоа може во и мене да ми се случи брзо, меѓутоа тоа брзо таквиот скок од после при некоја самоанализа на тоа што било творечки процес. Сум открил дека не е тоа така моментално. Не било наталожено и негде настрана, засенчено, не се можам да го откриам што е. И одеднаш тоа сум го открил. Зборувајќи за тоа како студент напредува во учењето да биде уметник, зборувајќи за тоа од што све може да учи, јас сум тврдел често пати дека се помагаме во еден оваков проблем поставен на формирање на концепт. Прво од професорска помош во едукацијата и тоа и од најдобрите професори и од лошите професори. Учиме од своји колеги кои се во иста состојба како што сме ние. Учиме од автори надвор од факултетот, од нивните настапи и изложби, од нивните искажувања, па и од нивните покани кои биле поканети на факултетот и држале некои предавања. Еден од моите професори, само сум запал реч, не се плашите многу од некои случајности. Тргнете го тоа, заборавите го, оставите, немојте да ги уништуете тие работи, нека бидат заборавени негде на таван или на подрум, не ги уништувајте. За личност која е усмерена тврдоглаво, оди понатаму, после известно време, тоа може да биде година, 2 месеца, 10 години, ќе го открие тоа што било случајно. Тука да подсетам на една книга, в тоа време ретко преведувана таква литература, ја ја добив како награда за одличен успех во 5 клас гимназија. Од Андре Лот, за пейсажа. До ден денеска ми стои свесто таа реченица, не е избришена. На едно место вика, не бидете ловци на случајност. Концептот е тој што не е случај. Он се формира и се формира под овакви потешкоти. Концептот е помогнат и од некои други компоненти. Помогнат е и од општообразовната основа што ја добивате, од информации, од наука, од филозофија, од други области, од психологија. Само што потешкотијата е во тоа што некои замисли, некои смели идеи, што сте ги сретнале во литература, ако многу сте им посветувале внимание, они почнат
во еден момент да се исправаат како бариера. Чекајте, ја видам четки и бои, сакам нешто слично на ова да искажам, оти тоа било населиво овде. Ако не било населиво, готово, тоа ќе било тргнато на страна, еднаш да секогаш. Ако почекате и се вратите на ова што е основна задача на концептот, да ја формира визуелната граматика и напредувате постојано во целта да дојдете до тој визуелен израз на тоа што сакате да го кажете и што сте го доживеале, што го преокупирало, тогаш ќе констатирате дека овој израз ги допира по некоја асоциација или е многу блиску, не мора и таква врска да постои, го допира тоа што претходно сте го ставиле во некоја резерва. А добро е и што имало таков внатрешен повик да се посветите на тоа што е визуелна граматика. Што би било тоа визуелната граматика? Тоа значи да у концептот да се вмешаат некои изразни средства на медиумот на кој му припаѓат, според кој би е одредена вашата дарба. Она што ја по самиот почеток малку поопширно го објасних, некоја способност да знаете дека го храни вашето ја и е способност што некој друг ја нема, а ја ја има. Он има некоја друга способност, ја што ја нема. Тогаш по таа хаотична состојба на имагинацијата настанува некое користење на такви фрагментарни појави што збунуват и што ја прават нејасна имагинацијата, да ги земете и да ги составите со некои изразни средства и да проверите дали тоа функционира. Изразното средство може да е тоа што е у цела историја на ликовна уметност познато. Изразни средства се линија, цртеж, форма, боја, простор, светло, начини како може да бидат третирани и преку нивно диференцирање. Не може да кажете едно средство има своја ограничен радиус на употреба. Не може да кажете со молив може тоа и тоа да се направи и крај. Фрлите го овој инструмент, ова алат. Не е тоа точно. И не верувам во тоа точно. Се уште у последниве години сум гледал работи изведени само со молив кои ми останале во печат и во запечатени во глава и сметам дека се уште и многу современи. Не е битно едно средство дали ќе биде современо или несовремено. Ги набраја средствата кои се и во една класична ситуација кога би анализирала некоја форма, негде ќе најдете едно, две, три, негде сите, негде сведено тоа на еден минимум. Значи тоа обединување, испитување на тие фрагментарни појави кои се акумулирале во свеста ваша како резултат на перцепцијата. Перцепцијата се врзува за некои работи од надвор, ги пренесуе овака у некој магловит, нејасен
некоја модловита нејасна состојба, но творечкиот нагон бара да ги среди. Да ги среди и да ги доведе до израз. Тоа е крајната цел на имагинација. Без имагинација мислам дека не постои процес во кој ќе се формира уметничко дело. Постои една тенденција како индивидуалното, личноста да се елиминира од изразната форма. Невозможно е тоа. Невозможно. Има еден таков обид со виртуозно направена копија на некој пристаниште, која е буквално фотографија, мајсторски ископирана, и сега треба тоа да го сватите како уметничко дело во кое е исклучена личност. Ја мислам дури авторот и да инсистира така, не може да се исклучи. Се знае кој ја направил таа слика. Така да индивидуалното мора да постои во некоја релација со нешто што во концептот ќе се открие и како универзално. Ќе видиме на некои примери од конкретни од големи уметници како е тоа како е осетено дека е тоа можно и во каква форма изразно тоа влегло за да биде разбирливо на перцепцијата на оној што ќе стапи у контакт со едно такво дело. Има една дефиниција за ова што го викам имагинација од еден припадник на дадаистите, па се одвоил после, како и два тројца уште има што истото тоа го направиле. Сликар германец завршил во Дрезден. Во Дрезден на академијата. Многу концизно, многу прецизно и многу убедливо дефинира што е тоа концепт. Концепт е уствари уметничко дело, ама веќе тоа е концепт реализиран во израз. Уметничкото дело е јасна творечка представа. Она може да се поврзе со раст на една билка, со кристал, да се поистовети со структура на некој механизам, дури и на машини. Ова го имам прочитано од еден од најдобрите познавачи на почетоците на модерната уметност од 20 век, Мишел Сефо, професор на Парискиот универзитет за естетика и самиот сликар и графичар. Швитерс избегал од фашистичка Германија во Лондон после бомбардирањето на Дрезден и таму во ателието од бомбардирањето ателието настрадало, разрушено е целото, меѓутоа од сочуваните фотографии лондончани го реконструирале ателиерскиот простор, кој е еден вид амбиентална уметност. Прво амбиентално дело, мислам дека е тоа. Све е обликувано во ателието од геометриски, од
isečci realni, aplicirani kako kolaž na nekoj delovi na podot, levo, desno. Ne znamo baš točno sve to kako izgleda, no to je muzej osvetljen na ovaj slikar, postoji u Londonu, sve što mislim može da se vidi. Zašto ja uzimam ovaj njegov citat, kako mogu verodostaviti? Pa kad se navratam na nekoj slučuvanja, moje to studiranje, od polozrasnih kolegi na 4. godina ili na postdiplomski, često može da se čuje malko podsmešljiv izraz za nešto, ako vidят na izložba ili diskutira za nekoj drug kolega što pravi, to je sistem. Ja za sistem, prvo iz nekoj svoji sobstveni iskustva sam došao ubedljivo дека je to taka i sam čitao i potvrdili mnogo drugi istoričari i filozofi na umetnost дека je to така. Никогаш не сум слушнал, ако уметничко дело не е систем, што представува? Никогаш. Андре Лот, авторот на ова книга што е спомнат за пейсажот, на едно место вика: не бидете ловци на случајност. Тоа што не е систем, се случајности, ако ги ловите, еден можете да ловите, додека ловите друг таков случај ќе пројдат 5 години, можда цел живот, па ни еден нема може да се случи. Тоа е тоа што може да се случи со случај. Он е представник, еден од представниците на кубистичкиот покрет и во книгата зборува на кои принципи се некои класични дела составени, почитувајќи во нив она што е пластична вредност. Пластична вредност, самиот збор, веројатно има некој грчко потекло од самиот збор, не можам да сватам што е, како е изведено тоа. Така, ама го употребуваат многу историчари на уметници, и уметници, историчари на уметници. Се мисли на чисти ликовни средства. Значи, средство кое не представува ништо видливо од надвор. Кубизмот е првата тенденција во сюрреалистичката епоха на развитоот на уметноста која трае до ден денеска и е соочен со едно свое непредвидливо, ненадејно растурање на предмети. Кубистичка доктрина одлучила да го представи апсолутно предмет. Од сите страни како се гледа, ама тоа довело во практичната пракса, во правењето на уметничко дело, што е карактеристично, оно се прави, довело до распаѓање на предмет. Од тука, од она што останало од распаѓањето, од линии, од пасетина, валерски градации разбиени во еден регистар, што може со нив да се направи? Дали може да се конструира пак концепт кој ќе функционира како тако и ќе дојде до значајни изрази. Значи, овие
пластични изрази, како авторот што го спомнав, еден од кубистите, Андре Лот, како Пикасо, како Брак, ги препознавале во класичната уметност. Меѓутоа, кога прифатиле од вакви остатоци од распаѓање на предметот да прават концепт абстрактните уметници, тие многу по-длабоко се концентрирале на нив, наоѓајќи дека тоа е многу близко до она што е граматика во визуелна граматика во што треба да се состави за да се дојде до визуелниот израз, односно до целта на уметничкото дело. Може да погледаме на некои конкретни примери. Разликата е во тоа што дадаистите претерале малку во Револтов и во ревизијата на целокупната уметност, но абстрактните уметници, препознавајќи ги овие пластични вредности на изразот, на класичниот израз, оставиле место за респект према класика. Да видиме, еве кај едно класично дело од самиот почеток на описот на Рембрандт. Што е карактеристично тука? Светлото е во преден план. Да речеме, доаѓа од некој извор. Меѓутоа, гледате, композицијата е формирана од тие светлосните ефекти. Ако ги следиме од десно, кај нозите на починатиот, на кој се врши част по анатомија, до тие трагните лицата, тоа е осветлено на еден темен фон. Конкретно за Рембрандт не може да кажеме ова е рембрантовско светло. Ова било некое влијание од караваџистите, романисти. Јан Стейн бил негов професор, не сваќајќи дека се запознал он преку него со Каравачо. Иако им тврдел на своите ученици, не одите во Рим, што сакате таму. Во Холандија има такви убавини, 2 живота, малку ќе ви бидат да го тоа искористите. Меѓутоа, прешло ова влијание таму. Она што ќе кажеме Рембрантово светло, веќе е тоа друга диференцијација на светлото овака како е овде користено. Стражено. Ова е више многу карактеристично дело кое има индивидуални белези, а е истовремено и на некој начин универзално според начинот како се употребени чистите пластични средства. Други абстрактни уметници, како Мондриан, тврдат дека пластичното секогаш било повод нешто да се реализира. Оно е одвоено од предметната стварност, од предметниот претекст. Одвоено. Затоа му треба тука на Рембрандт во оваа негова слика Ноќна стража. Тоа е некој групен портрет, меѓутоа не се знае овие фигури што прават и какво действие има, изгледа не било тоа ни негова
некоја намера. Некои го поврзуваат тоа како хаотичен додир на повеќе фигури, го поврзуваат и со најава на револуцијата. Меѓутоа, од денешен аспект да го гледат така како абстрактни сликари го гледат. Тоа значи, у преден план сите светлосни парчиња од сликата учествуваат во еден ритам, како да е тоа космички вид. Не се знае дали некое светло избива од самата фигура, дали е универзално светло од лево или од десно, од надвор, осветлува некој парчиња, или се појавува некое светло у средишниот тон, затемнето во некој парчиња празни од десната страна, тука доле, како што од левата, па имате многу осветлени парчиња. Таа сензација на искористени моменти од диференцирање на ова изразно средство, а и не знам дали уште може и да се диференцира тоа. Денеска ќе сретнете експонат во кој се уградени директни светла, неон или било какво светло. Или овие панели кои се резултат на техниката за дигитална техника, они се остваруваат со помош на светло, како на филмско платно. Во филмот светлото е покретно, исто, на некој начин. Се тоа некој диференцијација. Нема крај на, потврдив тоа, нема крај на изразните можности на едно средство. Него концептот тука е створен од додирот на различни видови светлости кои ја формираат композицијскиот растор. Ова е слика голема, скоро колку една третина од целата ова површина на екранот. Од 7-8 метра, од 10 метра која гледате, не гледате ништо што е фигуративно. Само планиметриски ја читате сликата по распоред на светлосните ефекти кои велам како да ги покренува некој космички ритм. Ајде, таа другата. Во графичкиот опус, мислам дека Рембрандт дури оди подалеку во совршенство на изразот според овака развиениот концепт на целата композиција. По некои класификации од историчари на уметност, Рембрандт не спаѓа во колорист. Спаѓа во во припадник на скулптурална форма, а под скулптурална форма се подразбира моделирање на пластицитетот на формите со валерски градации, со богатство на еден распон од богат распон на валерски тонски градации. Ако погледнете овде во левиот дел, гледате, тука веќе од оваа дистанца не гледам више фигури. Ја гледам сплетови од иглата графичка на макрописот, како
ја формира оваа маса тука на фигури. Малку лица, гледате негде там конкретни конј. Да, конј е тоа. Не е ни битно тоа. Додека оној дел кој е најосветлен, гледате чист цртеж, и тоа испрекинати контури на цртеж на фигури. Зашто? Ако таму ја применил ова моделирање на тонски вредности, не би ја добил оваа кричава површина на силно светло во која тоа што е внесено внатре некој вид чиста конструкција од линии, испрекинати контури фактички на назначени специозно назначени фигури преку гол осамен цртеж. А целата таа конструкција на распоредот на светло-темно треба да влезе во некои негови естетски рамки, во некој хармоничен израз кој опфаќа два дела светло, еден дел темно. Се разбира, тоа не е така резко одвоено, но збирот во перцепцијата на светлите делови би требало да е прилика два дела, а овие полутемни и потемни еден дел. Тоа е естетска негова рамка до која на крај доаѓа во завршницата на вака изведен еден концепт за уметничко дело до свој дефинитивен и за мене многу печатлив израз, дури повеќе него што можам да видам по некои негови слики. Интересно е една репродукција само во библиотеката на факултетот кај што студира во Белград и има видено и никаде повеќе. Дали некој да држи тоа право да не може да се репродуцира често. Војник со шлем, ама не е портретот, тој што го има во секоја монографија. Него е војник со шлем, со копје и со кацина. Гледајќи го само во репродукција, овај ноќна стража имам видено во Рекс музеум, оригинал. Ама ова само во репродукција сум го гледал, толку е реално според фактурата пастозна и со потенцирање на рефлексите светлосни од еден златен тон со кој е проткаена целата таа фигура и по подолго перцепирање, сваќате, тоа е како цел, без оглед колку што е тоа реално и фигура гледате. Како халуцинантно да е, у светлоста некоја халуцинација. Тоа го прават тие чистите пластични елементи кои доаѓаат во преден план. Во преден план. Постои фигура, ама не е во преден план. Тука исто, гледам, овој распоред светло-темни елементи на тоа изразно средство се битни и фигурите скоро не нешто препознават. Ајде видиме другото. Ако свртиме интересот да регистрираме некој концепт кај модерен уметник, го земеме Пикасо за пример. Пикасо им коригирал критичарите еден момент кога рекол, ма ја не пронаоѓам, ја наоѓам.
Ја мислам дека Пикасо смета дека е све дадено што се однесува до изразните можности кои припаѓаат од одредени медии, во сликарство, во графика, во скулптура. Све дадено, само како ќе користите диференцијацијата на некое средство во некој одреден правец. Тоа е битно за него. Он тоа го наоѓа. Тука се подпира на овој закон за фронталитет присутен во египатското сликарство. Што значи тоа? Ова се две перцепции споени во едно. Нешто слично на тоа што е во кубизмот, што бил. Перцепцијата од еден агол од друг отред да се состави од трите тие перцепции да се состави во една. Така дошло до она што го реков распаѓање на предметот, формирање на нова концепција од елементите што се распаднаа. Што значи закон за фронталитет? Гледате портретот горе и во амфас, во профил. Окото е во амфас. Може да го видите окото и главата во еден профил, или профил или амфас. Додека главата е во профил, ова е фронтално покажано, дел од торзот. Тоа е во фронтално. Главата е вака. Нозите доле, долниот дел е во профил. Што го заинтересирало Пикасо во тоа? Он тргнал од ова како од наод и вика, не ми треба више моделот да ми позира статично, додека јас правам скици, цртам, нека се движи и нека разговара со мене. Повеќе контури од еден нагол ги составува во една представа и ја формира сликата. А тука концептот почнува. Пикасо е тоа сведено на една современа експресија во доживување на моделот кој се движи за да може да го изнуди ова што го пронашол како почетна точка во тоа што го вика наод, а е законот за фронталитет во египетската уметност. Може да го видите тоа, сите ја знаете сликата што ја поседува Музеот за современна уметност. Ова е подарок на Пикасо. Ева таа експресија која се користи со користење од разни агли на гледната точка, а да ги состави тие перцепции во една представа. Ова е една експресивно доживување на фигура. Тука се димензиите зголемени, видите окото, као е, имате профил, носот е профил, окото е на носот, доле устата е свртена на оваа страна, од овој украсен дел и улото е во амфас, направена една стилизација која е прилично потенцирана од тие сиви правичности односи. Значи, тоа е тоа што Пикасо тврди, односно неќе толку да се фали, дека пронаоѓа, него дека наоѓа, ама наоѓа на свој начин, користејќи едно познато средство за современо експресивно перцепирање на претекст. Еве уште едно многу познато дело во тој поглед реализирано.
тоа е тема што маче, тука дури има и некои внесени асоциативни делови. Раката што е подадена према устата се клучиња од птици, мали птички. Очигледно е индивидуалната страна многу уочлива. Еднаш он има кажано кој го смета за многу добар сликар, ама тоа така го изустил малку и на шал. Значи, еден реалиста во Швајцарија, реалистички слика. А зошто баш он? Па вика не личи на мене. Ова не е баш толку слично на некоја сликарија од египетското сликарство, ама више сме сраснали да го гледаме како експресивна сензација и мислам едно од најпознатите дела во тој поглед на сликање на портрети. Интересно е неговата перцепција како преваѓа од кубизмот, од аналитичка во синтетичка фаза. Тука Андре Лот, тој припадник на оваа тенденција, многу сликовито на едно место вика и бојата ја напушти формата. Значи, бојата не се држи често за локалниот тон, за оној за она карактеристична колористичко именување што ќе го објасниме кога гледаме некоја форма. Викаме, ова е зелено, дрвото е зелено, сенката е сива, меѓутоа сенката кај импресионистите више почнала да стане и зелено, и плаво зелена. Кај Матис лицето е поделено на темош, очигледно бојата и она доживеала своја слобода да биде одвоена и да учествува во тој пластичен распоред и да се доближи до некоја сензација на доживувањето на автор. Еве како у имагинација може да изгледа еден цртеж во развојна фаза, кај што се формирал концептот за прочуената слика на Пикасо за трагедијата на Герника. Ова се менјава, кој ќе дојде бојата влијае на цртачките забелешки коригира. Тоа може да трае и со денови, со месеци, додека не дојде до коначната оформеност на таа композиција. И тука ги гледаме тие искуства и на кубистичкиот концепт и на оно што он го вика наод во египетската уметност, да го проследи овој настан од тоа крваво пролевање на шпанците во Герника. Еве, можда најчитливиот концепт за слика, најконцизниот и најјасниот концепт. Мондриан ги пронашол овие пластични сензации во класичната уметност
и констатира дека живееме во период кога е карактеристично ослободување на човекот од секаква стега, проследува после войната, рачунајќи дека уметноста е некој надоместок во време кога во животот не достига убавите. Што е концептот тука? Концепт за една чисто естетичка идеја за динамичка равнотежа. Динамиката ја формува хоризонтално и вертикалните позиции на сликата, кои се секогаш во асиметричен и различен сооднос. Проследено е тоа со три основни бои: жолто, плаво, црвено. Црвената на едно место вика таа ги раздвојува основните извори жолто, плаво, црвено, а белата на едно место тврди дека е тоа ништавик. Залагајќи се ништо да не биде ни асоцијативно дури, а камоли символично, него све да биде претворено во пластичен облик. Фактички сум дошол до констатација дека неговата метода во концептот е многу диалектичка. Во што ќе мора да отстапи дека и целиот овој комплекс што е формиран во такво еквилибрирање на овие односи на црни, вертикални и хоризонтални, во целото тоа еквилибрирање е развиван многу бавно, многу постепено и води корени дури од некои импресионистички, фовистички, па кубистички потфати, додека дошол до вакво конципирање. Аголот на црните вертикални и хоризонтали е секогаш константа, прав агол. Тоа е непроменливо. И тоа работи стално во некоја асиметрична еквилибристика. Со тоа што се менјава формата на квадратите, ако е црвена, толку е голема како во оваа слика, толку е мала колку што е жолтата, на друга слика е поголема, помала, во обратен смер. Тоа е така наречената динамичка равнотежа на неговиот концепт, веќе доведен до дефинитивно до оваква цел, до оваквиот израз. Интересно е, ова личи како на некој концепт за последната слика што не може да ја предвиди каква ќе биде. За тоа Викторин Буги-Буги, Бродвејски Буги-Буги 10, затоа што ја нема оваа статична еквилибристика од црни, вертикали и хоризонтали, од прав. Тоа е константа, овде нема константа. Овде е подадено све само на жолто. Ова јас како го прифаќам и објаснувам е мој став, многу долго време сум го анализирал. Една италијанска студија на една монографија беше многу потенцирано како сакал да истисне секаква просторност од сликата. Не е точно, нити е можно тоа. Како што не може Мондријан ни символиката да ја истисне.
Ако тврди дека белото е ништавило, готово, тоа е символичко значење, а и овие елементи не се нешто што се измислени од човечка глава, постојат во природата. Тоа се геометриски елементи. Зашто ги спомнува Платон дека се сами по себе убави и не се однесуват на тоа е вистина, така. Велам како концепт да е оваа слика за последните, кај што исчезнува црната боја на вертикалите и хоризонталите. Тоа е копнеш еден навлезен во еден диалектички систем, кој е вистински стварење, непобитен, но прашање е дали со радост тоа може да отпива. Затоа што на едно место вика исто така, трагичното не може да го истиснеме од природата. И тука се совпаѓа со едно тврдење на Пикасо, кој во трансформацијата на основниот аналитички кубизам, то синтетички, дошол до една констатација дека не се исплати да бидеме постојано во коштец, во сукоп со природата, она е појака и од нас. И тоа е, знаете, после како почнува да се развија во експресија, во користење на тоа што он вика наоди, а го има и во многу други форми, само што не е издрав. Тоа да доволно излагањето му е ово. Интересно е ова како еволуирало после. Еве ги хоризонталите вертикали, кои формираат константа, од прав агол, меѓутоа они се претворени исто со учество во поларистички хоризонтални вертикали, со учество на множење на квадрати од основните три бои. Како да сакал, изфрмањето на не сакал, можда е несвесно тоа, изфрмањето на црната боја е изфрмање, не совпаѓање со трагични. Затоа се овие захвати последни пред неговиот живот и добиваат во хроматскиот интензитет максимум, оти нема црна боја таа што ги раздвоила, една церебралност која е необично впечатлива заради хроматскиот сјај на бел. Пак тука е нешто. Ако символички го анализираме, пак постои некоја сукобеност која не може да се избега, затоа што он го дефинира белото. Белото е ништо. Уште една има слика која е уште по-печатлива, хроматски е по-згусната, веројатно некој додири меѓу црвено и плаво тоа е чинат, а дури и белото дека е плаво, сиво, ја не знам, не сум ги видел во оригинал, ама ми се многу печатливи слики од еден завршен опус, кој презентира еден автор на речник на модерната уметност, кај што зборува дека Мондријан 20 години врти некоја
некоја шема. Малку е тоа произволно кажано. Ако ви кажа мојот професор, пета година, Зоран Петрович, кој по своите реализации беше близок до еден формел, кој што пак некоја знаковност на форми се појавуваше, сега замислите таков сензибилитет довода во Холандија, има прилика да види ретроспективата на Монгли. Само рече, луѓе мои, влегов во сакрален простор, во катедрала. Тоа е нешто неверојатно, да го видите во целокупниот распон од почетокот до крајот на овие две слики сега. Значи, размислувам некојаш Зоран Петрович мимо своите афинитети, сваќање, концептот за своето сликарство, истакна на овој начин, пренесувајќи печатокот од соочувањето со ретроспективата на Монгрен, истакна една компонента на гениално. Една компонента. За гениално има кој знае уште колку компоненти. А тоа е да ви се допаѓа нешто што е спротивно на вашиот сензибилитет и да го признаете. Ако идам ја до Лувр, првата посета ми е пред Делакроа, пред големата монументална слика Смртта на Сардамата. А првиот контакт беше тоа кога почнав ја некои геометриски мртви природи да конструирам во последната година на студија. И од ден денеска мислам, тоа е стварно ремек дело за кој Пикасо тврди дека тој лупеш добро стои тука. Тој лупеш не рани мајкови, нема мотивот го нервира. Он имал посебен почет према жената, а мотивот е грозно морен. Али како е тоа на сликата? Тоа како? Што зборував ја малку подолу, како си го доправ. Како е тоа на сликано, тоа е нешто неверојатно. И се разбира, одите пак на некој 2, 3, 5 места такви кај што гледате дека другото во сеќавањето ви е осеј само ова го гледате како мило. Сега пројде долго време, не знам, многу зборувам. Јас само би спомнал дека све ова што го видовме тука како примери во еве горе класични уметници, модерни уметници, све е подложно на една самоконтрола, на едно додирнување на вреднување на уметничко дело, на уметничко дело кое според вреднувањето му е откриено оно што е идентификација на тоа што е уметничко. Тоа значи влегло во сфера на постоење во одредена област, во уметност. Тука уште многу може да зборувам за сомневањето на некои автори, тој поглед, да речеме, последни некои откривање на Бетовен при компонирање на 9-та симфонија, направил 10 варијанти на завршниот дел. Оно што го знаеме како Ода на радоста, по текст на Шилер. Тоа е бирање на од тие 10 работи едно што е
највредното е што е во што е сигурен дека така треба да биде употребен. Абстрактните сликари, познат теоретичар на книги пишано, Кандински вика 2 минус 1 е поголемо од 2 плюс 1. Тоа го споредува и Гете, кога тврди дека гледајќи го Шилер како коригирал некоја долга песна од 27 стиха, ја скратил на 7. Тие 7 стиха ништо не изгубија од вредноста на делото. Значи, ова е многу концизен концепт, многу јасен, многу сеопфатен, открива и филозофска суштина и открива еден копнеш на човекот што е сврзан за некој сонување кое е неопходно. Само да подсетам и една информација, имам некој атлас беше тоа видено. Ова летилица што беше изфрлена во САД, во Сионскиот Кеневеров центар, да направи снимка низ целиот сончев систем на планетите и да испадне сончевиот систем. Размислувале што да стават во натрешноста на летилицата, ако некој ја пресретне или успеат да ја допатат, да им допадне во раце, да видат кој им е истрат. На еден диск заштитен од секакви зрачења, космички, тоа се снимиле некои научни констатации од математика, од физика, некои закони научни и еден диск, во дискот вчитани некои композиции музички на Бах и на Бетовен, најверојатно 9-та симфонија, со последниот овој хор, што он го избрал, за да биде тоа што денеска знаеме дека е во состав на целата симфонија. Некоја тага сврзана за некој копнеш што се издига нагоре во вертикала, што може да доведе до солзи радосници, до нешто што познатиот критичар поранешна Југославија Ото Бихаримери го именува како совршенство на несовршените, на нас овде на земјинава кугла. Ото Бихаримери ова го употребил и за Кафка, осврнувајќи се со еден есеј през неговото творештво, кај што го изнесува и тој податок дека Кафка на својот пријател, иста писател, му ветил целокупното творештво да го после смртта негова да го запали. Едно подзаглавие во есејот е совршенство на совршенство на несовршеното. Кафка осеќал некој момент дека некоја вештачка рака му се плетка во пишување на ракописи, дека не е тоа од него и дека е заморен и го оставал тоа да прича. Не сакал да продолжи со тој другиот ракопис. Тоа се двоумења на некои автори, како што Гоголј го има запалено вториот дел од мртви души. Не знаеме дали бил некоја психолошка криза, дали се посомнува еден момент од
mnogo kritičan odnos prema tomu što ga pravi, дека не е тоа што е. Без оглед како и да било, останало тоа што фактички зад себе го оставил и го третираме како негово значајно дело. Постојат многу овакви критички размислувања на автори кон своето дело. Се работи тука и за некое влијание, некогаш и на некои влијанија однадвор кои не се вселили во битието творечко. Така да многу мина од нив ги кинеле ракописите кои ќе го почувствуват тоа. Тоа зборува Милош Чеслав за четворица негови добри пријатели кои го изневериле, подавајќи се на некоја мануелна виртуозност во формирање на текстовите како пропаганда политичка. Во поранешна комунистичка Полска тоа се случува, ма долги се тие приказки и многу се чудни и интересни. Ако прочитате некојаш заробениот Чеслав, таму ќе го најдете и тоа. Благодарам на вниманието. Можда беше долго, не оставивме ништо за некои прашања, да дополниме нешто, ако може од сето ова, или нешто, ако ја не бев многу јасен во сето тоа, да разјасним. Czekaj, da se popakujem.